Специјалистот по медицинска психологија и поранешен џудист Јован Велески од Прилеп веќе 20 години работи на темата џудото како инклузивен спорт. Веќе 2 децении во прилепските клубови испраќал деца со различна проблематика, од лица со разни физички до лица со разни психички проблеми. Кај сите имало огромен напредок во нивната состојба. Тие деца што ги испраќав да тренираат, некогаш анонимно, некогаш се јавуваа на тренерите поради нивната симптоматологија, влегуваа како пациенти, меѓутоа излегуваа како здрави личности или му се повлекуваа нивните симптоми. Тие деца ги следев на секој 6 месеци, на секој 2 месеци, во наредните 6 месеци гледав како постепено или му се намалува симптоматологијата, или му се губат симптомите, или пак доживуваат некаков раст или развој. Типична потврда за ова истражување на Велески може да се најде кај голем број деца кои што тренираат во прилепските џудо клубови. Еден од нив е и Христијан Стојановски или Кико, дете со Даунов синдром, член на клубот Сеишан, кој со џудо се занимава веќе 2 години. Години. Имам, да. Ното ја, агам, ице, ака, амене, да, ице, нир, и агам, да. И мајката на Кико вели дека неговата состојба е драстично подобрена со џудото. Им препорачува и на другите родители со деца со посебни потреби да го следат овој пример. Со џудово тој како да се препороди. Пред се физички активен, социјализиран, на тренинг иди прифатен од мајсторите, од децата, тоа го исполнува и го прави среќен, така да многу напред ние во смисла со неговата социјализација, неговата исполнетост и на времето. Значи, нема празен простор дома за да седи, туку сето му исполнето, подполнето со тренинзи, со одење по надпревари и е физички активен, што е многу важно. Сум изненадена од неговата способност за такви тренинзи да прави. Како колут напред, колут назад. Мислев дека никогаш не може да ги направи тие вежби. За вклучувањето во спортот на овие деца повика и тренерот на Кико, ветеранот Киро Здравески. Дајте деца да се социјализира, ослободете ги од дома. Да, има некои случаи што мора и родител да биде присутен, има некои поагресивни, да се биде тука. Ние се нафајчаме да работиме со такви деца. Благоја Гешовски, пак подпредседател на Џудо Федерација на Македонија, вели дека е потребно организирано внесување на овие деца во џудото, со правење на посебни програми и надзор на секој од нив од страна на стручно лице. И во клубовите треба да бидат ангажирани дефектолози, психолози, кои што за секое дете би направиле индивидуален тренажен процес. Во соработка со Македонскиот олимписки комитет и со Агенцијата за млади и спорт планираме да бидат ангажирани меѓународни експерти од земјите каде што се практикува инклузивното џудо, се со цел нашите тренери да добијат едукација и во овој дел. И според Уницев, џудото се смета за еден од спортовите кои што нуди најдобар развој на младите.